крајот би сакала да ја представам Елена Петрова, која што е директорка за маркетинг, директорка за маркетинг и дигитална трансформација во А1 телекомуникацијскиот оператор. Добар ден и добре дојдовте на денешната наша заедничка можност да си поразговараме токму за тенденциите каде се движи дигиталната технологија и како таа направи влијание токму на нашиот живот. И би сакала да ја отворам оваа дискусија со првата представничка која што ги сруши стереотипите во токму тој навиду машки свет на А1, на IT технологија, Моника, која што во група на луѓе каде што предводат мажи, како успеавте токму вие да влезете и едноставно да завладеете со просторот, па да бидете избрана нели за една од лидерите на Women in технологија во Македонија? Благодарам, Ана, за представувањето. Чест ми е, првенствено стварно ми е чест што сум дел од Профимина. Благодарност и честитки до тимот на Убавено и здравје за одличната организација. И секако браво за спикерите тука. Почестена сум што сум дел од овој панел. Да, како човек што сака многу технологија, иновативност и генерално да помага и да споделува, Дел сум од огромна мрежа, глобална мрежа, наречена Women in Tech. Таа постои, е глобална организација низ целиот свет, со тоа што 10 години активни сме и јас сум дел и сум амбасадор на Women in Tech Македонија. Не би можела да кажам дека завладеавме, тоа е многу некако така агресивен збор. Можам да кажам дека да, ги рушиме стереотипите од аспект дека не сметаме дека полот е клучно решение, дека некој не може нешто или може. Да, секој пол си носи одредени предности и слично, меѓутоа нели заедно можеме добро да се надополниме и впрочем затоа и постои Women in Tech, дека инклузивноста е битна во перспективите пред се во било која проблематика. Women in Tech е нели и таква мрежа инклузивна, поддржуваме и нормално и машки и женски, ако така звучи некако Women in Tech само за жените. На страна од Women in Tech, да најавам, нели, дел сум и од Ways to Help, која всушност потекна и започна од тим од Women in Tech, од девојки од технологија, кои што иако во време на пандемија не се ни познававме едни меѓу други онлайн, се вклучивме и учествувавме на надпревар, кој што многу убаво испадна затоа што вклучивме исто и момци во тимот отпосле и баш се оствари она инклузивната желба на Women in Tech, дека заедно сме посилни, заедно можеме меѓусебно многу повеќе да се помогнеме. И потоа некако успехот продолжуваше да се движи, така што особено Ways to Help имате сериозни успеси, меѓутоа можеби за тоа малку подоцна. Портрет магазинот е магазин кој што е можда добро етаблиран во нашата заедница, но ако се има на ум дека хард копи изданијата некако замираат, во вашиот случај не е баш така, затоа што успеавте хард копи изданието, магазинското издание кое што влегува во секој дом, да го поддржите и со онлайн издание на портрет, кое што е совршено надополнување едно на друго. Добро вечер на сите, огромна благодарност до Убавено и здравје за поканата. Би сакала да кажам дека портрет дигитал, односно продолжувањето на принт приказната на портрет, беше логично решение во пандемските години, затоа што дојдовме во ситуација во која што сите наши клиенти и соработници беа многу погодени, односно ние генерално работиме со компании кои што рекламираат луксузни добра, а во овие пандемски години беа некако не беа соодветни за рекламирање. И иако ние уште многу одамна портрет во принт издание постоеше 5 години, знаевме дека мора да дојде до, односно логично продолжување на приказната основање на некоја онлайн верзија. И сите генерално големи магазини светски имаат и онлайн верзија на нивните изданија, сепак некако до тоаш го одлажувавме тоа. И можам да кажам дека почетокот на Portrait.digital, односно префрлувањето на дел од содржините во дигитална форма, е една од најпаметните одлуки кои што ги донесовме како тим, затоа што пред се на некој начин ние сме средно мало предпријатие и не спаси во неможноста на издавање. Така да, значи, тоа беше логично продолжување на нашата приказна. Не се косеше никако со бенефитите на принтот,
Односно, ние имавме содржини кои што беа наменети ги пласиравме во дигиталната верзија, онлайн верзија, и содржини кои што повеќе одговараа во принтаната верзија. Едноставно си дојде се на свое место, односно свативме дека иднината е видео и слика и презентирање на содржини, има огромен број на содржини кои што можеме да ги сработиме и за читателите, но и за нашите клиенти, каде што многу подобро ќе се вклопи со видео приказна или онлайн. Некогаш брзината беше пресудна за некоја информација, а тоа не можеш да го постигнеш со принтано издание кој излегува во точно определен ден. И едноставно ни се поклопи вака како целосна платформа, односно можност да допреме до нашите читатели на повеќе начини и да се прошири нашата читателска публика. Дали Портрет Дигитал го работи независен тим од тимот на Портрет? Не. Ние сме истиот тим, со тоа што на уредничките состаноци одлучуваме што ќе оди, што е посоодветно. Веќе имаме искуство, втора година го работиме и сајтот и онлайн верзијата на Портрет, и веќе имаме искуство која содржина за каде и каде повеќе има читаност. Многу внимаваме да сме како сајт и како онлайн платформа политички коректни, не се бориме за кликови, знаеме какви вести, да не сме близко до жолт печат, иако тоа никогаш носи читаност, така да мислам дека искуството ни покажа што за каде е соодветно и дека можеме да се развиваме и како дигитална платформа многу повеќе од ова што сме денес. Токму значи пандемијата на некој начин ви го забрза тој процес на ни го трансформација забрза и за кој што ни беше неизбежен начин да постоиме. Значи ние имавме прекинот печатење од принтани изданија една година и да не беше овој начин да допреме до нашите читатели, на некој начин да останеме во работен однос, ќе моравме да затвориме. Сега како таа трансформација се случува во Портрет, пандемијата како да направи еден поинаков атак на нас на едно духовно ниво и бараш од нас духовна трансформација, па се баве поголем дел од дамите, верувам дека повеќе време посветуваа на себе и се бавеа можеби и со јога. И токму јогата вие од физички простор ја преселивте и во дигитален простор. Како тоа го решивте? Искрено, иако со појавување на целава оваа ситуација, можеби ги забрза некои работи за поактивно и посериозно гледање на онлайн платформата како начин на работа, јас онлайн програма веќе почнав да мислам, имав искреирано многу пред да се појави короната, бидејќи ги пратам трендовите во светот. И мене ми беше јасно дека еве како јога инструктор ние во Македонија навистина ни е мала групата на која што може да се обратиш, меѓутоа ако се обраќаш онлайн, многу македонци во ширум светот има кои што многу сакаат да иако се во Австралија или Австрија или кај да е во светот, сакаат на македонски да вежбаат особено јога. Така да снимена јога програма има веќе пред 3 години. Корона, целава ситуација сигурно дека ни направи да сватиме дека овој тренд ќе расте и дека ќе остане и дека ќе функционираме на овој начин, што јас еве во целата негатива гледам како една многу голема сфера на работа, посебно за жените, еве кои што сме многу зафатени со многу работи, еве од личниот мој живот, ако кажувам, имам деца, имам грижа за дом, имам мој, имам она и ако јас, еве, пошто панелот сметам дека е за тоа да се охрабрат жените да пробаат нешто, да работат и онлайн, мислам дека за сите вас има простор што може, без разлика колку ви се гледат мала категоријата на луѓето на кои што се обраќате, сметам дека може да направите многу повеќе онлайн од тоа што веќе го имате како професија. А кога само ги процени потенцијалите како бизнес, дека онлајнот може да ти донесе поголем приход или дополнителен приход во однос на оние физички часови кои што ги одржуваш и нели сме вообичаено навикнати да ги практикуваме сите, одиме на јога часови во некој физички простор. Повторно можностите за
гласот мој или учењето мое кое нудам може да допре до многу поголем број на луѓе, без разлика дали е онлайн или физичко присуство, кога ќе сватиме физичко присуство, окей, ме гледаш можеби, меѓутоа тоа е преголемо ограничување ти да сакаш нешто да постигнеш, нешто да добиеш само на физичко ниво, кога е поголемата работа во јога конкретно самиот на себе може да се заврши и онлайн. Не морам јас тука да бидам за да ја почнеш таа трансформација, да ја почнеш таа промена во животот. Конкретно за јога зборуваме. Не може многу општо да се зборува на оваа тема. Влијанието кое јогата го прави на секој од нас е со многу бенефити, можеби подоцна ќе позборуваме за тоа, меѓутоа таа бенефитите од личната посветеност со влијание на нашите креативни идеи на тугите животи може да биде многу големо и Бети токму тоа го има во суштина и направено. Best Online Assistant е платформа со која што има возможно и дадено шанса на лицата кои што се со одредена попреченост да ги направи работоспособни на некој начин или да ги изложи на берзата на пазар на труд, за да можат тие понатаму да си бидат самостојни, самоодржливи во нашата заедница. И начинот на кој што ги спроведувавте обуките токму во рамки на Best Online Assistant се случуваше токму по пат на интернет во прво време, потоа и нив ги ставивте на некој начин на пазарот на труд на интернет. Добро вечер на сите. Тие не се неработоспособни, тие се работоспособни, меѓутоа заборавени од системот, затоа што најчесто сите гледаат во попреченоста, не и во талентот. Со оглед на тоа дека Brand Solution е маркетинг агенција која што се занимава со конкретно дигитален маркетинг и консалтинг, ние постојано имавме проблем со недостаток на луѓе кои што требаше нели да одговорат на работните задачи. И од таму произлезе идејата дека се да најдеме лојални луѓе и посветени на работата, а при тоа ние овозможуваме и го будриме концептот на работа од дома, токму ја дадовме можност на лицата со попреченост правично, а оваа година го проширивме делот во маргинализирани групи, односно тоа вклучува поголема група на наши сограѓани, вклучувајќи и самохрани мајки, каде што преку инклузивика обезбедуваме интензивни курсеви за најбараните вештини и професии во моментот во Македонија и во светот, добиваат сертификати, сертифицирани се обуките од Центар за образование на возрастни и веднаш потоа сите кои што го завршиле курсот и кои што се сметаат дека се доволно спремни за да бидат даватели на услуги, отвараат свој профил на платформата Best Online Assistant, која што е маркетплейс, каде што се сретнуваат бизнисите и сите оние кои што имаат потреба од дигитални услуги и лицата со попреченост кои што се даватели на услуги. Потенциран, тоа се квалификувани лица, значи не се луѓе кои што само отвориле профил и не знаат што прават, тие се обучени на конкретни проекти, на реални проекти, на интензивни вежбања, на интензивни обуки, каде што буквално можат да одговорат на потребите на секоја компанија. И сега веќе имате четворица на кои што сте особено горди, кои што веќе се вработени? Да. Оваа година првично беше направена група од 10 луѓе и тоа беше првата пилот група, каде што нели сакавме и ние да видиме со кои ситуации и проблеми ќе се соочиме и заради тоа и беше помала. Од 10 луѓе сите ја завршија обуката, четворица веќе од нив работат со полно работно време
и дополнително ги ангажираат како фриленс на платформата преку која што тие дополнително обезбедуваат услуги. Ние не само што им даваме можност и ги доквалификуваме или едуцираме, туку ги учиме на кој начин од дома можат да заработуваат онлайн, на кој начин да направат реклама за себе и да го истакнат својот талент по цена која што е конкурентна на пазарот. Истовремено, нормално ги нудиме на пазарот на трудот, затоа што денеска после короната, односно откако почна пандемијата, буквално секоја фирма, секоја компанија се повеќе сака да обезбеди онлайн присуство и да ги изрекламира или продава своите производи или услуги, а сето тоа што луѓето го гледаат на Facebook и на Instagram, некој треба да го креира. Ние тоа го правиме. Ама некој сето ова треба да го поддржи, или сите овие успешни бизнис приказни кои што ги слушнавме, значи од волонтерски активности, медиуми, духовност, бизнис реален кој што е осврнат кон маркетингот, Ајден како телекомуникацијски оператор ги поддржа во изминатиот период. Но на каков начин? Како успеавте во тоа? Ги препознавте и понатаму? Така, благодарам за поканата и јас, особено ми е гордост, драго ми е што сум во друштво на вака инспиративни млади жени кои што имаат многу успешни приказни позади себе. Да, сите се од различна сфера, меѓутоа она што сите нас не поврзува, тоа е дигиталната технологија. Тоа се интернетот, кој што А1 го обезбедува, помагајќи ги сите мали бизнеси да растат и да се прошируваат, како што кажа и Лејла, веќе границите не се тука, не се на Македонија, туку можеме нашите услуги да ги понудиме и надвор, каде што имаме и наши македонци, меѓутоа и многу луѓе од странство кои ќе ги препознаат тие добри бизнес приказни. Дигиталните технологии не се единствени чинители на дигиталната трансформација. Она што е многу поважно за сите нас е таа социолошка трансформација која што се случува и која од нас бара промена на навиките, промена на начинот на однесување. Тука А1 помогна на два начина. Значи, не е само делот кој што подразбира наша интерна трансформација, трансформација на начинот на работењето, на процесите. Сега веќе многу од процесите ги работиме на многу побрз начин со помош на алатките кои што ги имаме, кои што се дигитални и кои што овозможуваат користење на вештачка интелигенција. Ние лансиравме четбот, кој што е првиот четбот на македонски јазик, сега е веќе достапен и на албански јазик. Го нарекуваме Славчо, тој е виртуелен асистент, кој што им помага на нашите корисници побрзо да стигнат до некоја информација без да имаат потреба да чекаат во салон или во контакт центар. Освен тоа, го трансформиравме и начинот на кој што ги таргетираме нашите корисници за одредени кампањи. Користиме Marketing Automation, Salesforce алатка која што овозможува индивидуален пристап до секој корисник. Сите ние, еве и овде, имаме различни приказни, секој има различна потреба. Таа потреба, тие дигитални алатки може да идентификуваат и да препорачаат соодветна понуда која што одговара на бизнесот или на потребите на таа компанија со цел да овозможиме нејзин побрз раст. Дигиталното корисничко искуство е исто така една тема со која што многу се занимаваме кај нас. Бараме начини се повеќе и повеќе како целото корисничко искуство да го направиме смут, да го направиме да биде ефикасно, корисникот да не губи време, без разлика дали се работи за нарачка на телефон, дали се работи за нарачка на некаква услуга, дали се работи за активација. Имаме мојот еден апликација која што функционира безпрекорно, преку која што може да се плаќаат сметки, да се активираат услуги. Сите потреби едноставно гледаме да ги префрлиме на дигиталните канали, на дигиталните алатки. И она што од нас се бара, од сите нас, е да бидеме отворени за новите технологии, да бидеме отворени за нови знања, нови искуства и да препознаеме дека пазарот е глобален. Не е пазарот само во Македонија, туку можеме многу пошироко да ги отвориме вратите. И токму во таа насока, како препознавате што е она што му е потребно на корисникот? Односно, колку сме ние компатибилни со глобалните тенденции и што е она што треба на нашиот локален пазар? Така, А1 Македонија е членка од А1 Телеком Австрија групацијата. Како членка ние работиме многу проекти заеднички. Односно,
се лансираат во Австрија, многу брзо после тоа започнуваме со истиот тој проект и во Македонија и овозможуваме многу брзо одредени услуги да излезат и на нашиот пазар. Она што го гледаме како трендови е дека нашите корисници многу брзо фаќаат чекор со светот. Каснеме малку, меѓутоа тоа закаснување е многу брзо. Ние како Ајден Македонија имаме дефинирано локална бизнес цел дигитализација на општеството. И работиме постојано и на креирање навики, и на креирање потреба. Заради тоа што одредени услуги за сите нас се нови. Кога ќе ги видиме прв пат, не изгледаат интересно, меѓутоа таа услуга за да дојде на нашиот пазар, некој мора да ја промовира, некој мора да направи подобар маркетинг, да се види, корисниците да се запознаат. Така што гледаме во секоја смисла да најдеме начини да ги овозможиме оние дигитални алатки и услуги кои што постојат на европскиот и светскиот пазар, да ги донесеме многу брзо кај нас и да ги научиме корисниците да ги користат. Имаме одредени услуги кои што за нас буквално не носат никаков профит. Меѓутоа ги лансираме заради тоа што знаеме дека за нашиот пазар е потребна едукацијата, потребно е луѓето да сватат дека таа услуга постои, дека може да им помогне. На нас е целта да ги истакнеме сите тие поволности и добри страни на услугите, а понатака со тек на време ќе го фатиме чекорот и со другите оператори од Европа и од светот. И ако крајна цел на Ајден е дигитализација на општеството, кои беа вашите цели кога ги трансформиравте или ги поставивте вашите бизнеси во онлайн светот или во интернет просторот? Да, кај нас дефинитивно беше како да ги искористиме нашите предности, ја би рекла, или јаки страни, од аспект да можеме што е можно повеќе да помогнеме. Знаевме дека постои голема потреба, дека во време на пандемија многу луѓе изгубија работа и слично, и знаевме дека ќе трае пандемијата. Мислам, тоа беше веќе почетокот 2019, значи победивме на тој надпревар. И бевме свесни, сите имавме претходно искуство дека работевме како волонтери во други организации, сме помагале на семејства кои што имаа потреби, самоохрани мајки, лица со попреченост, иако тој термин пак се уште не го сакам. Ама секогаш сме помагали и знаевме дека убаво е да постои една таква дигитална платформа кај што секој што сака да помогне може да дојде да види што има, какви потреби има и стварно да помогне на семејство што навистина му треба помош. Многу од нас, иако има работено во такви волонтерски организации, и ја имавме на некој начин изгубено довербата. И кога почнавме нешто, знаевме дека ќе биде нели дигитално, бидејќи олеснително и во време на пандемија нели тоа е и најздравиот начин да се помогне, бидејќи треба пред се нели да сме заштитени и здравствено нели и безбедно. А и од аспект да не нарушиме и приватност на семејството кои што сепак се наоѓаат во во полоша состојба. Направивме платформа и се започна многу интересна, мислам, Ways to Help, не знам кој од вас може да крене рака, некој ако има чуено за Ways to Help, може би има и донирано. О, супер, окей, добро. За жал, младите ја знаат оваа платформа и тоа е добар начин, баш како што кажа сите, дека треба да се едуцираат сите за да се користат тие онлайн платформи, за да се олесни начинот пред се нели и за нас, за нашето функционирање, меѓутоа и да се помогне на некој. И сега Ways to Help настана на некој начин ние самите имавме проблем. Значи имавме девојка во тимот која што се соочи проблем и баш кажеше леле колку ќе биде добра, значи дечки овој месец изгубив работа, само овој месец некој да ми помогне, колку ќе ми олесни. И направивме и почнавме да размислуваме зашто вакво нешто не постои. Ако некој што е дури од странство, што не е тука, не мора нели физички да дојде да ти донесе средства, да може да уплати да ти направи помош, што не знам, може би на некој 500 денари, ама на некој 500 денари е многу за едно семејство кое што се грее и може да му се исклучи струја, живее нели во тешки услуги веќе. И тука решивме зашто да не направиме стварно, да не направиме една интересна функционалност плати сметка, каде што започна со плаќање на струја, продолживме со плаќање на вода и денеска, значи уште се ежам стварно и се уште на интерно си кажуваме во шок сме, над 2.500.000 денари сметки имам исплатени, што значи тоа дека стотина семејства денеска имаат топол дом или сме помогнале во момент кога имале
да речеме криза. Имавме еден случај, ја уште сежам на ова, може и ќе заплачам, каде што имаше една госпоѓа која што немаше кажано дека да не ми помогнале во тој момент, она планирала да се самоубие. И сега може за вас тоа ништо посебно, ке речете 1000 денари, ама како значи, и тоа колку се ижиме си плачеме, ама многу значи кога ќе знаете дека многу малца може да се помогне на некој, се со цел и со таа дигитализација, и не мислам дека нашиот тим или јас сум најпаметна и ние леле сме го смислиле тоа, и тука ве охрабрувам сите, ние само имавме желба да помогнеме, ни текна една идеја, се собравме, работевме неминовно, значи и си уште работиме, си витивме едни за други дека кога ќе започнеме со тоа дека нема да останеме на тоа. Ние до ден денеска волонтерски го работиме. Ова за жал таа работа не допринесува нели да си храниме семејствата, меѓутоа душата ни е полна, ја што би рекла. Навечер кога ќе сватите какви проблеми имаат луѓето и дека многу малку сте направиле да помогнете на некој, сваќате колку и животот е поубав, и мислам дека секој од нас може да помогне. Можеби не мора да прави платформи, ама доволно е само да сподели, или ако не е во можност да дојде, не знам, да помогне и слично. Во тек ни е донација за дечиња, каде што многу голем дел и многу сум благодарна бидејќи доаѓам од сектор што е пак IT. IT и реално малку и поразвиена индустрија, нели, и со дигитализација посвесни сме, и тука благодарение на тие социјални мрежи, без да се промовираме, без да правиме посебни маркетинг кампањи како што нели знаат да се прават, успеавме да допреме до многу млади луѓе кои што изразија доверба и ни помогна. И до ден денеска платформата си уште ја развиваме нормално, како чекориме понапред, и тимот расте, и морам да кажам дека секој успех до сега неминовно е виновен реално и тимот. Деноноќно ажурираме податоци, исредуваме, и тоа се уште го правиме со истата пасија уште како од почетокот, и баш ќе кажам дека оние приказни успешни кога гледаме како некое семејство ќе се здрадува, како запалиле струја наеднаш, размислете, цело време во зимно време немале услови и во темност запалуваат па се радуваат како, знаеш, она како Christmas tree која се пали, и тука ствари мислам дека неминовно е дека ќе продолжиме со ова. Значи ова е нешто што стварно храни душа, и благодарение на дигитализацијата и нели она што би рекла силната пасија, се надам дека само ќе продолжуваат овие акции, ќе растат нормално и платените сметка и нормално бројот на семејствата кои што се срикни. Морам да напоменам дека плати сметка пред се е привремено решение. Она што се трудевме е дека нема да ги онеспособиме семејствата за да бидат долгорочно исплаќани, бидејќи многу често се случува и тој проблем каде што некое семејство, нели, ако му исплаќате сметки одеднаш, па добро, некој друг ќе ми ги плати сметките. Не, се знае дека секое семејство што е ставено на таа платформа само еднократно добива помош, бидејќи тоа е идејата, значи кога се, нели, во најголема криза да им се подпомогне, со надеж, нели, во рата му виднина и долгорочно да им помогнеме, а тоа е совработување како што исполна Бети. Убаво е да се помогне, меѓутоа нели ако се помага и премногу, доаѓа и до момент на одмагање, затоа многу внимавам и при избор на семејствата, и морам да се заблагодарам и јавно до организацијата Љубезност, која што Љубезност и вистински дел на љубен, да, кои што всушност и на лице место ни гарантираат за семејствата, значи ни помагаат да избереме кое семејство според статус, според социјална според статусот да избереме кое семејство заслужува, да речем, за многу лош збор е тоа, меѓутоа треба да се најде на таа листа каде што стварно треба да се помогне на семејствата. И тука многу пазиме, и многу сум благодарна што имаме огромна доверба, и што буквално без маркетинг на Твитер не постира луѓе, дознаа за оваа иницијатива и испадна и мислеа дека е нешто наивно, ама не, значи воопшто, значи ова стварно деца се собравме, направивме нешто и уште сме, како што би рекла Марта што не е дел од тимот, уште сме во шок. Браво. Знам дека помладите, како што спомена Моника, добро знаат за Ways to Help, ама јас сакам сега да ве потсетам и од тука од кога ќе се заминете да го отворите компјутерот или вашиот телефон, да напишете Ways to Help и некому да подадете рака. Едноставно декември е период кога обично си подаруваме едни на други, а можеме и да си подариме многу повеќе светлина во нашиот живот и
малку убави нешта, токму за оние на кои што им треба. А такви трогателни приказни знам дека има и бети преку незината работа, особено кога, како што спомена Моника, дигитализација оди паралелно со првичната идеја и токму таа идеја беше препознаена од ЮН, кога фактички без онлайн асистент е прогласен и всушност за најиновативна бизнес идеја. Бети, ајде сподели нешто од она што го имаш и го чуваш вака скромно за себе. Каков импакт имаш направено токму во животите на овие луѓе? Па јас можам да кажам дека тие имаат поголем импакт на мојот живот отколку јас на нивниот. Затоа што сите ние се соочуваме со одредени проблеми во животот и мислиме дека се најголеми и најстрашни. Меѓутоа, кога ќе отидете и ќе се соочите со лица со попреченост и кога ќе почнете да работите, гледате дека вашите проблеми се минорни и кога ќе дојдете дома веднаш наоѓате решение, затоа што некој друг се мачи многу повеќе од вас. Малку е тажно да кажам, кога се постави платформата, односно пред да поставам целата платформа и целата идеја овдека, буквално сите институции во Македонија нас ни ги затворија вратите, меѓутоа немавме поддршка и целата платформа и сите едукации буквално се од средствата на компанијата, односно од кор бизнисот. И така и ден денеска функционираме. Тука ни затвараа врати, надвор не наградуваа. Решението јас го пријавив во Обединети нации. Имаше конкурс за надпревар и 2021 година добивме признание од Обединети нации дека со нашиот бизнес концепт решаваме проблем на вкупно 5% од населението во светот и за најиновативен бизнес модел за вработување на лица со попреченост. А за 2022 година сме номинирани за најдобар бизнес концепт за accessibility. Односно, ние што викаме онлайн нема рампи и градиме свет без бариери. Излегуваме надвор од она што спомнавте пред малку, не живееме во стереотипите, излегуваме надвор од комфортната зона, затоа што некако таму надвор од таа комфортна зона на нас ни е поинтересно и поубаво. Елена, со дигитализацијата успеавте да им бидете многу од полза во суштина, не само на бизнисите, туку и на корисниците. Какво е задоволството кога знаете дека со дигиталните канали кои што ги отворивте, како што споменавте, чатботот Славчо, потоа продавницата, виртуелната продавница, потоа e-комерсот како платформа, им помагате, не само едукативниот дел го задоволувате на луѓето, туку и директно им помагате и го кривате квалитетот на нивниот живот. Така е, апсолутно. Во екот на пандемијата, токму лани во мај месец, ја лансиравме и виртуелната продавница што ја споменавте. Тоа е продавница која што личи како најнормална продавница, разликата е што внатре не може да се влезе физички, туку контактот се обавува преку интернет со видеоповик, при што агентот можете да го гледате и тој може да ви покаже во реално време телефони, може да ви покаже се од асортиманот на услуги. Тој начин на работа, како и апликацијата и сите останати дигитални алатки, навистина овозможуваат подобрување на ефикасноста за секој и за нас, меѓутоа и за секој од корисниците. Плаќањето сметка онлайн. Сега ти требаат буквално еден клик, 2 минути за да го завршиш онлайн. Додека кога би отишол физички во продавница, сигурно ќе треба да почекаш ред или сигурно ќе треба да или да се јавиш, да провериш која е сметката. Сето тоа губи многу време. Она што е нашата цел е да овозможиме на корисниците своето време да го употребат за или едноставно живот со семејството, опуштено живење со семејството или завршување на одредени обврски кои што ги имаат, кои што им бараат многу време. Денешното динамично живење од сите нас бара да има повеќе од 24 часа. Едноставно, малку ни е времето со кое што располагаме, секогаш бараме нешто плюс. Токму затоа и овие начини на дигитализирање на услугите се токму со таа цел. Зголемување на ефикасноста, односно намалување на времето кое што им е потребно на корисниците да дојдат до некоја информација, да дојдат до некоја услуга или да активираат нешто што ќе им користи.
За штеденото време, благодарение на услугите на А1, може да се искористи за йога, може да се искористи да се чита портрет, дали дигитално, дали во хард копи, изборот е на читателите. Лела, велат дека привилегија е да се биде йога инструктор, затоа што тоа е елитистичка работа, работиш со себе и со својата духовност, а денеска во оваа трка, како што спомена Елена, не секој може да си го дозволи тоа. Се доживуваш така? Не, овој израз искрено прв пат го слушам. Не знам каде се наоѓам. Не е воопшто елитна како Елитистичка, елитистичка, не е воопшто, тоа е примарна потреба на секој човек кој што еден ден ќе дојде до сознание дека било кој сегмент од йога сите ќе го имплементирате, тоа сум убедена. Дали е тоа делот на дишење, дали е тоа делот на пранајаме, дишење поопшто познато, дали дел на медитација, дали дел на асана, физичкиот дел, дали дел на истегнување како комбинација на тоа што веќе се вежба или воопшто не се вежба, значи секој ќе имплементира во своето секојдневие или еве од време на време дел од йога. Значи, йогата не е нешто што е посебно и определено само за мала некоја група на луѓе, туку е навистина голема потреба за секој и сите би биле многу посрекни кога би и посмирени духовно и позадоволни со себе кога би практикувале барем еден мал сегмент од йога. И таа потреба од таква духовна трансформација која што ја овозможува йогата, колку вас сега ви е поедноставна преку дигиталните канали да ја ширите едноставно? Односно, колку помалку или повеќе имате и мисионерска работа на некој начин? Мисионерска работа е дефинитивно, затоа што работам сама со себе и сама со своја помош. Се обраќам со капацитетот толку колку што го имам а сакам да се обратам и да стигнам до цел свет до целиот свет каде што има македонци и навистина еве например А1 има огромен капацитет каде што се отвара простор за нови идеи, имплементирање на нови идеи каде што македонците од цел свет повторно би добиле можеби многу поквалитетен материјал и не знам, еве, поквалитетен материјал нека биде и повеќе би уживале и не би се чувствувале дека гледаат некоја снимка од Македонија, туку како во светските стандарди. Супер. Светските стандарди се обидува да ги задржи портрет со секој единствен негов број кој што го вади секој месец, токму со содржината која што ја пласира на дигиталното издание и како да се издржи тој притисок кој што се случува секојдневно, особено имајќи на ум колку нашиот пазар е дефицитарен со магазински изданија, генерално со медиуми. Јас морам да кажам дека кога почнавме со дигиталната верзија, ти напраша дали каква беше нашата цел, така кога почнавме ние бевме само збунети, немавме никаква цел, но од денешен аспект можам да ги посочам предностите на дигиталната платформа, да не бидам сватена погрешно, се уште сум влюбеник во принтот и сметам дека има многу големи бенефити како издание и излегуваме 4 пати годишно, што мислам дека е соодветно за да се пополни содржински и соодветно за потребите на кампањите на нашите клиенти. Но бенефитите на дигиталната верзија е прво, како што кажа Лила, допревме до многу наши сонародници кои што не живеат тука и кои што со големо задоволство ни пишуваат дека може да читаат секаде портрет, кои што го купуваат. Бевме малку скептици дали кај нас има навика да се чита на дигитални уреди весник, но ни покажа бројките на купени онлайн изданија, ни покажа дека и како има навика. Потоа, значи, од кога работиме дигитално, ни се смени и публиката, односно ни се прошири, добивме голем број на машки кои што читаат портрет, голем дел на помлади деца, луѓе кои што читаат, млади луѓе портрет и добивме можност од интеракција, иако значи кога работиш интервју во принтана верзија испрашуваме, знаеш, а не ти си новинарка, испраќаме прашања, тоа поминува лектор, малце е стерилен тип, а овде можноста да пласираш видео содржина и можноста таа интеракција со соговорникот да ти роди нешто што ќе биде на само на лице место многу поинтересно и ќе биде носител на интервјуто, некоја фраза или некоја реченица што спонтано ќе излезе,
Тие предности генерално ги видовме само исклучиво од кога почнавме да работиме дигитална верзија на портрет. Така да мислам дека можеби бевме збунети на почетокот, но многу брзо се предностите и можностите што ти ги нуди дигиталната комуникација со читателите се многу големи и секако дека нема споредба, значи со ништо друго. Така да мислам дека се снајдовме добро. Настојуваме, многу е тешко во дигитален свет да, како што кажав преска, да држиш некој критериум и квалитет, затоа што се знае интересите на читателската публика е секогаш сензационализмот. Кај нас во нашите содржини нема место за сензационализам, така да се бориме. И оно што можам да го заклучам од сите излагања на вас, девојки, е дека сте се снашле во интернет просторот. Ама колку ви е удобно во тој простор? Многу. Се чувствувате удобно? Дефинитивно се чувствувам удобно и не се чувствувам удобно кога се уште постои тоа мислење многу си на интернет, многу си на телефон, многу си на лаптоп. Значи тоа е живот, тоа е денешниот живот и тоа се нема да се намали, нема да се промени, нема да оди наназад или децата многу биле, значи ние не можеме да се движиме наназад, можеме да се движиме само нанапред. Може да најдеме начин како да помалку ни се не знам, психата некако да ја зачуваме и да не забегаме во таа насока, во сите тие можности што ни се нудат. Јас морам да кажам само дека назива нашава работа, затоа што сепак имам креативна работа, е многу голем предизвик. Не само што се чувствуваме убаво, туку се чувствуваме предизвикани, односно да ги пратиме сите трендови и можности што ги дава тој дигитален свет, почнувајќи од рилсови, видео содржина, кратки филмови, па и рекламни објави. Така да мислам дека за сите нас е многу голем предизвик и дека само бенефит имаме врз нашата работа. Знам дека, апропо на што Лела го спомна, Моника вентилот си го наоѓа во сликарството. Тоа е нешто што обично си го кријам. При многу, кога ќе ме прашам некој што се работиш, тоа трае. И обично го избегнувам тој дел, зашто да, тоа ми е пасија, таму си там, да. Мислам дека како што Лела го наоѓа на духовното во јогата, за мене цртањето е. И сметам дека во време каде што пак пандемија, анксиозност расте и се останата, многу е битен спортот, рекреацијата, меѓутоа е начинот да се исфрламе дали преку пишување или преку творење или цртање. Така за мене уметноста и се надам дека ќе се го продолжам. Дедо ми го остави тој талент во наследство и има ветано дека секоја година ќе одржувам, ќе се правам мали изложби, што на некој начин ми се мене како средба и дружба, она буквално со шаринила од страни, што се надам дека ќе остане во традиција и нареден пат ќе ве видам и вас и ќе ве поканам секако. Благодарам и ќе ни биде задоволство, особено можеби во истиот состав да дојдеме на твојата следна изложба. А Бети, комуницираш со сите оние кои што поминале на онлайн обуките и понатаму од кога ќе заврши обуката, каде се сретнуваат? Имате посебни групи на Viber, на WhatsApp? Како функционира тоа понатаму? Имаме група на чат група на Facebook, меѓутоа исто така излегуваме, се дружиме, не само на кафиња, на вечер, значи се социализираме. Сега, од следната година, веќе во едукативниот центар, вообичаено тие едукации се одржуваат попладне, меѓутоа ние во едукативниот центар сакаме да се собереме и предходно, порано, каде што ќе може да се видиме и секој од нас да размени некакви искуства или буквално функционираме нормално. Мислам, буквално нормално. Бенефитите од интернет платформата се и користите за да ги заработите парите, потоа можеби да ги потрошите надвор на физички средби. Така, бенефитот од платформата и работата онлайн е тоа што вие сте сам менаџер на своето време. Бирате кога сакате да работите, бирате каде сакате да работите, не треба да земете годишен одмор од работодавецот, туку го земате компјутерот и одите каде сакате и работите сегде каде што има интернет. Шала на страна, тоа е цело време и кога има одмори, работа. Многу почесто и многу по. Работа покрај вода на море секогаш е многу покреативна, а ние сме креативци.
Дружбите се исти, дури и повеќе, така да пак ќе кажам, ги рушиме стереотипите. Ако до пред пандемијата сите беа навикнати на работа од 9 до 5, сега работиме малку поинаку, го менаџираме времето малку поинаку, меѓутоа повторно наоѓаме време на класично дружење. Елена, кога ги слушате вака овие успешни онлайн приказни на девојки кои што се од соседството, веројатно е огромно задоволството кога знаете дека вие како компанија имате удел во сето она што го прават, овозможувајќи соодветни услови да се сработи нивната работа. Апсолутно, да. Секогаш е добро да се види дека она што ние го работиме во насока на дигитална трансформација се препознава. Има многу бизнеси кои што благодарение на интернет доаѓаат во допир со светот, доаѓаат во допир со она што се случува и што е светски тренд. Сите кажаа колку брзо им требаше да се префрлат на дигиталните алатки, на дигиталните мрежи, да дојдат до еден поинаков пазар и да сватат дека всушност можностите се апсолутно неограничени. Единствено што треба да се направи да имаш добра идеја и да започнеш да работиш на идејата посветено и успехот нема да изостане. Мене ми е навистина многу драго што денеска баш разговараме со успешни жени кои што успеале својот бизнис да го однесат еден чекор плюс или неколку чекори плюс со цел да ги искористат можностите што ги нуди дигитализацијата и новото време. Токму така, да. Добрата идеја од А1 значи подарок за некој во салата присутен. Тоа значи дека ќе имате можност да добиете телефонски апарат токму од оваа компанија и можеби тој ќе ви представува доволна мотивација да влезете во идеја за развој на ваш личен бизнис мотивирани од овие 4 успешни приказни кои што знам дека прават сериозно влијание на нашите животи. И сега јас ќе се обидам да го излечам среќниот добитник. Она што е значајно дека среќниот добитник треба да е присутен во салата за да може да го добие токму подарокот од А1. Оке, одиме со женска боја. Розе. Билјана Спасевска. Дали е Билјана Спасевска тука? Супер, браво. Билјана Спасевска е присутна, таа е добитничка на подарокот од А1. Се надевам дека со овој телефонски апарат ќе има можност, ќе може само убави вести да слуша и ќе има можност да си го честитки од наше име. Се надевам дека по незе ќе се редат други. Девојки, дојдовме до крајот на денешната наша дискусија. Мислам дека имавме многу убави работи да споделиме, дали можеби некој од вас сака како за крај да прати една порака токму до нашата публика која што е денеска со нас. Иако мислам дека се она што кажавме претходно е на некој начин своевидна порака и сериозно влијание кое што го правите со она што секојдневно го создавате. Ништо, да почнете со јога, да пробате. Само тоа. Океј, тогаш, се гледаме следниот час на Лейла. Читаме портрет, очекувам во декември најмалку да бидат платени сметките токму преку Ways to Help на оние на кои што им треба, а проширете ја приказната за Best Online Assistant, затоа што токму таму ќе има возможиме работа на лицата кои што можеби од заедницата се маргинализирани. Почитувани дами и господа, благодарам многу за вашето внимание.